Нови правила за меѓународен патен транспорт во Европската Унија стапуваат на сила од 1 јули. Тие донесуваат значајни промени за собствениците на комбиња и лесни камиони и според нив, сите лесни комерцијални возила и комбиња со максимална дозволена маса заедно со приколката до 3,5 тони, кои вршат меѓународен превоз на стока, ќе мора да бидат опремени со паметни тахографи од прва и втора генерација. Овие уреди ги евидентираат граничните премини, местата каде што се товари и стоварува стока, како и активностите на возачот додека вози. Што ова значи за македонските компании, возачите, но и граѓаните? Како прво, најавата на стапување на сила на овие прописи е за Европската Унија, односно за државите членки на Европската Унија, а не за сите оние држави кои што не се членки на Европската Унија, во кои што спаѓаме и ние. Што значи дека обврската која што е пропишана за сите до 3,5 тона да имаат паметни тафографи, односно воопшто да имаат тафографи, бидејќи до 3,5 тона беа ослободени од секакво имање, не важи за нас и се додека не се усогласи нашето законодавство со Европска Унија, односно не се усогласи AETRS погодбата со Европска Унија. Каде е најризично за македонските транспортери? Опасноста е во тоа што за жал во сите држави што се членки на Европската Унија и плюс оние две од Шенгенската зона 29 се применува во целост. Меѓутоа контролните органи не секогаш внимаваат на тоа дали превозникот е од земја членка на Европската Унија или е надвор од територијата и изрекуваат одредени опомени, негде казни. Од тука од Макам Транс апелираат. Ја затоа ги повикувам сите превозници доколку се соочат со ваков проблем да се јават во Макам Транс или доколку не се членки на Макам Транс да се јават во Министерството за транспорт, затоа што најголем проблем досега што ни пријавуваат е со Швајцарија, меѓутоа ние добивме званичен допис од Министерството за транспорт на Швајцарија, каде што јасно се кажува дека нашата држава, бидејќи не е членка на Европска Унија, а е потписник на AETRS погодбата, за неа не важат овие правила. Осем потенцираното, целта на новите правила е да се подобри контролата на меѓународниот транспорт, да се следи движењето на возилата и подобро да се применуваат прописите за работно време на професионалните возачи.